По бумот од реакции во јавноста, владата се преиспитува и размислува за намалување на коефициентот за пресметка на плата кај функционерите. Од владата за Алфа велат дека одлуката на Уставниот суд со која се укинуваат одредби од законот за плата е конечна и треба да се почитува. Ама тоа не значело дека автоматски ќе се зголемат платите на сите именувани лица за 78%. Ги разгледувале можностите да го намалат коефициентот. Иако основицата за пресметување плата согласно одлуката на Уставниот суд се зголемува, владата конкретно ги разгледува можностите за намалување на коефициентите за пресметка на плата кај именуваните лица, за кои има законска можност, а со цел да не се оптовари буџетот. Апелираме и до останатите чинители да го направат истото во рамките на своите законски овластувања. Власта бара начин да го амортизира незадоволството, откако и дел од функционерите јавно предупредија дека се против ваквото решение. Прв реагираше председателот Стево Пендаровски, кој одлуката ја нарече невкусна и повика да се најде законско решение за намалување на бодот. Сметам дека е невкусно во време на економска криза да се покачуваат платите кои се исплаќаат од државниот буџет. Одлуката во текот на денот ја коментираа владините министри. Денеска повикуваат да се коригираат коефициентите поради економската криза, а граѓаните да биле приоритет. На размислување за соодветна корекција на коефициентите, се со цел тоа зголемување да не биде толку многу голямо, како што би требало да биде согласно одлуката на Уставниот суд. Мислам дека политичарите треба да бидат последните на листата на граѓани кои што треба да имаат зголемување на плати. Да, треба, затоа што се скандалозно мали, меѓутоа треба да бидат последни на листата. Откако на сите ќе им се зголемат, тогаш на политичарите. Реагираа и дел од градоначалниците. Прв се огласи градоначалникот на општина Аеродром Тимчо Муцунски, кој изјави дека одлуката ќе ја почитува затоа што е донесена од највисокиот орган, но разликата во платата ќе ја донира во хуманитарни цели на семејства со ниски примања и на семејствата на уставобранителите. Тој ги повика и останатите функционери да го направат истото. Неговиот колега од општина Центар, пак Горан Герасимовски, не сака да коментира судска одлука, но порача дека потреба од зголемување на плати имале сите сектори. Треба прво да се зголемат платите на сите граѓани, а крајно зголемување да биде на именуваните избраните функционери. Со законската одредба која ја укина Уставниот суд, платите на функционерите и судиите ќе се зголемати до 78%. Според актуелниот закон, коефициентот со кој се множи просечната бруто плата изнесува од 2,20 до 4,50 или пресметката покажува дека председателот, премиерот и спикерот би заработувале месечно околу 2000 евра.